Од утре започнува бесплатната вакцинација против грип. Вакцинацијата ќе се спроведува во Центарот за јавно здравје Тетово во периодот од 8 до 15 часот и 30 минути, со закажување преку матичен лекар преку електронскиот систем Мој термин. Вакцини оваа година им следуваат на сите пензионери над 65 години, хронично болните лица, трудници и деца до 5 годишна возраст. Во меѓувреме започна имунизацијата со комерцијални вакцини, за кои граѓаните плаќаат по 650 денари. Така, има 5 години што примамо тоа, добро сум. Осетимо нешто добро. Според здравствените работници, вакцинацијата во ноември и декември ќе обезбеди најголема заштита во периодот кога се очекува активноста на вирусот да биде највисока, а тоа е во месец февруари. Инаку, за оваа сезона Министерството за здравство набави бесплатна 4-валентна вакцина во вкупна количина од 28.000 дози, наменета за приоритетните групи население. Дополнителни 21.000 дози се набавени од страна на центрите за јавно здравје во земјава, како вакцини за останатото население со одреден финансиски надоместок. Дечиња од сите етнички заедници кои ја посетуваат градинката Пролет во Гостивар, денес другаруваа и се запознаваа со различните традиции и култури. Тие имаа можност да вкусат традиционални специјалитети од македонската, албанската, турската и од ромската кујна, кои што беа подготвени специјално за оваа пригода. Настанот се организираше во рамки на мултиетнички проект што го спроведува Сдруженијето Дрита АГВ во соработка со општина Гостивар. Тука се 4 култури од македонскава, албанска, турскава и ромската припадност. Тие имаат подготвено различни јадења. Денеска со малите деца ќе ги пробаме и ќе видиме како и што тие подготвиле за нас. Мислам дека е еден интересен проект што би сакала да продолжува и наредниве години. Што е целта на оваа? Тука сите да бидеме заедно, иако сме различни култури, но масава сите не собира. Искуството за работа со најмладите е најимпресивно, многу искрено и од овде се што сакаме да постигнеме е да понатаму изградиме едно заедничко општество и еднакво за сите. Задоволни и среќни што имаа прилика да ги покажат и потврдат заедништвото и мултиетничкиот дух на градот беа и домакините. Им покажавме и на најмалите во градинка што значи тоа што сме толку различни етнички, меѓутоа сме толку исти, затоа што ние сме еден мултиетнички град каде што сите сплотени заедно го доживуваме нашето живење тука заедно и им благодариме уште еднаш што ни дозволија да бидеме и ние дел, да им покажеме колку можеме како установа. На трпезите со традиционална храна се најдоа познати специјалитети како тавче гравче, различни пити, сутлијаш, селска тава, колачиња и други кои дечињата со задоволство и љубопитност ги вкусија. Во Тетово се формираше локален младински совет составен од училишни, спортски, невладини организации, представници на политички подмладоци. Целта на советот е заедничко решавање на проблемите на младите. Нашите активности ќе бидат насочени кон обединување на младите, кон за едно, поточно да има единствено действување на младите, бидејќи Тетово е преподелен град, односно поготово младината е преподелена. Тоа се за жал ирезерзибилни процеси на кои беше работено претходниот период. Има многу насилства од страна на двете групи, од страна на македонците и на албанците. Ние како тело ќе гледаме јавниот живот да го исполниме со заедништво и со соживот, затоа што навистина Тетово е столбот на таквото однесување во Македонија. Рече Ристе Савески, подпредседател на Сојузот на локалниот младински совет. Тој вели дека младите се сочуваат и со просторни проблеми за одржување на спортски, културни и образовни активности. Потребно е да имаме младински културен центар, а најпогодно место каде што треба да биде сместена оваа институција е поранешниот дом на АРМ во Тетово. Па до сега во Тетово имаше иницијативи за создавање на места каде што ќе може младите да излегуваат
а нели да не биде наплатено. Тоа е дефинитивно добра идеја, меѓутоа треба да се разгледаат сите опции. Ние се уште го утврдуваме акцискиот план, треба да се разговара и со општината, бидејќи нели тие би биле главните покровители доколку тој проект би се реализирал, меѓутоа дефинитивно како опција стои на располагање бидејќи Тетово нема такво место како младински културен центар каде што младите неформално туку формално може да излегуваат и да го пополнуваат своето вишок време. Рече Савески. Од минатата година поранешниот дом на Арама е целосно запуштен. Откако на приватната фирма му истече концесијата, објектот е претворен во руина со купишта смет од Министерството за одбрана кое стопанисува со домот. Велат дека на првиот оглас за давање на концесија на објектот немало никој заинтересиран. Велат дека ќе објават втор оглас, но и ќе разгледат опцијата домот во иднина да се пренамени во младински културен центар. Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово прослави 18 години од своето постоење. Ректорот на универзитетот, професор доктор Абдулменав Беџети, ја отвори церемонијата и истакна дека Штуловиот универзитет останува уникатен тријазичен универзитет со приближно 25 додипломски студии, 43 студиски програми од вториот циклус, 3 специјализирани програми и 12 студиски програми од третиот циклус, со вкупно 4000 активни и приближно 3000 неактивни студенти. Генерациите се менуваат, однесувањето се менува, технологиите се менуваат, вредносните системи се менуваат, светот постојано се менува. Во овој процес на постојани промени, подобро е да бидете активен учесник, отколку да бидете пасивни и да им одолеете. Ние ќе го продолжиме нашето патување со посветеност кон стандардите за квалитет, флексибилноста на пазарот, мултикултурните вредности, постојаната интернационализација и дигитализација, како и меѓу универзитетската соработка во државата и странство, секогаш подпирајќи се на нашата напорна работа и се надеваме на институционална поддршка и меѓународна и домашна. На крајот од церемонијата, ректорот им ги додели дипломите на новите докторирани студенти. Огранокот на ДУИ во Гостивар денес одржа пресконференција на која остро ја критикуваше работата на градоначалникот Арбен Таравари во изминатиот 2-годишен мандат. Посочија дека не реализирал ништо од ветеното во кампањата, а проектите му се фиктивни за да се фали на Фејсбук. Тој зборува за десетици километри асфалтирани патишта, граѓаните не ги гледаат. Зборува за десетици километри канализација и вовод. Тука сакам да подсетам дека може и да лаже колку сака, затоа што тие се под земја и не се гледаат. Зборува за чистота во градот, ние ќе го подсетиме само за еден случај каде граѓаните и трговците на оваа населба се соочуваат со прашината од патот секој ден. Еве го прашуваме многу отворено. Колку пати во годината се мие улицата Беличица? Граѓаните на Гостивар, колку и да се труди градоначалникот да ги лаже со виртуални проекти, знаат многу добро со што се соочуваат на терен, почнувајќи од улици со прашина, со ѓубре на сите страни и со безброј ударни дупки. Да не збориме за соочувањето со најголемиот ризик од кучињата скитници. Од ДУИ нагласија дека општинската власт не спровела ниту 10% од ветеното во изборната кампања. Денеска го прашуваме Таравари. Што се случи со јавниот екотранспорт? Што се случи со депонијата Русина, од загадениот воздух и ѓубрето, лоша миризба се чувствува секаде. Посакуваме да не се соочиме со епидемија. Што се случи со отварањето нови фабрики и ревитализација на старите фабрики? Што се случи со подобрувањето на квалитетот на водата за пијање? Што се случи со подобрувањето на квалитетот на воздухот? Исмаили посочи дека се прават партиски вработувања во администрацијата и училиштата, а градоначалникот е неинформиран и незаинтересиран за Гостивар и поголемиот дел од времето го поминува во Скопје.
Започнати се градежни активности за изградба на спортска сала во склоп на основното училиште во Јагуновце. Денеска започнуваме со ископ и со камен темелник изградење на училишната спортска сала во село Јагуновце, тоест училиштето Александар Здравковски. Оваа сала е ветена уште пред изборието за локалните избори 2017 година и благодарност до владата на Република Северна Македонија, предводена од премиерот Зоран Заев, ни излезе во пресвет и даде виза да се реши овој проект. Рече Дарко Блажевски, градоначалник на општина Јагуновце. Спортската сала ќе ја користат сите ученици од општината, но и сите граѓани. Се очекува изградбата на спортската сала да биде завршена за 6 месеци. Вчера 60 годишник од тетовското село Слатиново, СВР Тетово, пријавил дека претходниот ден околу 13 часот и 30 минути физички бил нападнат од неговиот 28 годишен внук од истото село, кој во нападот користел и остар предмет. Набрзо по пријавувањето, тој е лишен од слобода и задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 13 часот и 50 минути на улица Линденска во Тетово со судска наредба привеле 29 годишен тетовец, осуден на затворска казна за извршено кривично дело разбойништво. Тој бил спроведен во казнено-поправната установа Идризово во Скопје на издржување на затворска казна. 55 годишник од тетовското село Одри во СВР Тетово пријавил дека движејќи се по селскиот пат околу 14 часот и 30 минути физички бил нападнат од 52 годишник од истото село, кој во нападот користел и тврд предмет. Напаѓачот е повикан во полициското оделение ТРЦ за расчистување на случајот. Најновото книжевно дело на писателот Јован Дамјановски ќе доживее официјална промоција утре на 22 ноември. За кафез за душата ќе зборуваат професор доктор Велес Милевски, поранешен председател на Друштвото на писатели, и професор доктор Мишел Павловски од Институтот за македонска литература. Инаку, овој роман е 16-ти поред, напишан од перото на нашиот сограѓанин. Овој пат пишувам за жена која што била на специфична работа во Париз, работела во јавна куќа и го опишувам животот на жена која што била во рамките на моралот, на општествениот морал, на моралот и етиката на животот. Но за неја сум запишав и мислам дека е тоа главната стожерна точка, дека таа во нејзиниот живот, во тој пепел од пекулот, од таков живот, сепак треба да посусува дека и на пепелта од неморалот, од лошиот живот, може да цветаат ружи. Промоцијата на Кафес за душата ќе се одржи во музичкото училиште во Тетово со почеток во 18 часот и 30 минути. Промоцијата ќе биде збогатена со песните на музичкиот состав Шербет.